повеќе од добродојдени совети повторно ќе имаме и во следните минути. Една тема која што сите не засега, затоа што кога ќе слушнеме земјотрес, особено во некое поблиско опкружување, се буди некое чувство во нас, чувство на можеби страф, неизвестност, што би било и како би било. Но ете, малку повеќе за сеизмологијата и за сето она што можеби допрва не очекува, ако може воопшто да се даде таква некоја прогноза, ќе имаме можност да поразговараме во следните минути. Така е, да. Ако зборуваме за едукацијата и информираноста, сето на кое што треба да го знаеме, со оглед на тоа што станува збор за една природна појава и особено е важна едукацијата. И затоа кога ќе наидеме на една информација, како што и наидовме во изминатиот период, или поточно ми се чини тоа се случи или беше информацијата во текот на минатата недела, најновите европски мапи за сеизмички ризик кои ја поставуваат нашата земја во така наречената црвена зона, но што навистина значи тоа, дали живееме на територија со повисока опасност или пак станува збор за нови научни податоци што треба правилно да ги разбереме. И верувам дека доста ќе разбереме од нашиот следен разговор и во утринската тема, каде што ги имаме нашите две гостинки. Во студиото заедно со нас е доктор Драгана Черних, која што е редовен професор на Природно-математичкиот факултет и се разбира дел од Сеизмолошката обсерваторија, и доктор Катерина Дрогрешка, која што е вонреден професор и раководител на Сеизмолошката обсерваторија. Добро утро за вас и добро дојдовте во нашата студија. Добро утро. И благодариме за поканата. Ви благодариме и за времето, за вашето време се разбира како дел од работното време или од обврските си со цел да ги информираме нашите гледачи кога зборуваме за земјотреси, особено кога имаме и на глобално ниво, односно и во текот на вчерашниот ден информацијата која што стигна или се расшири во светот за земјотресот кој што се случи во Јапонија и такви силни земјотреси кои што ги има во различни делови од светот. И кога ќе ни пристигне како информација на ваква мапа, се прашуваме зошто Македонија се наоѓа во така наречената црвена зона и како би требало да го сватиме тоа, или еве да ни го објасните. Јас да. Добро утро, ви благодариме на поканата. Па добро, да, се појави во етерот картата, каде што Македонија е обоена со црвена боја. Самото тоа всушност означува дека нашата територија е територија која што е изложена на сеизмичка активност, односно една област која што е континуирана на некој начин бомбардирана, еве ќе кажам народно, со умерено силни до силни земјотреси. Тоа значи дека нашата територија всушност е изложена на земјотреси кои што имаат интензитет 6, 7, 8, а најсилниот земјотрес знаеме дека се случил на купнениот дел на Балканскиот полуостров, односно во епицентралното подрачје Пешчево Кресна, што всушност на некој начин и наговестува дека оваа територија е навистина територија изложена на силни дејства, на силни земјотреси и нормално послаби земјотреси кои што континуирано ни се случуваат. Добро, но и веќе гледаме во моментов и мапата, може уште еднаш да ни ја пуштат колегите од режија. Имаме црвена зона, имаме портокалова и секако зелена зона. Нешто што нели во моментов можеби не на засега толку заради тоа што ние се наоѓаме во црвената зона. Оваа мапа да речеме за колкав временски период или за колкав рок во догледно време, како се однесува во поглед на времето, или ова зборува за генерално дека низ историјата нашето подрачје е такво? Или ова се некои нови? Може слободно и може да. Па не, ова е карта која што е позната, да речеме, кај нас во нашите научни истражувања. Тоа е карта која што се однесува на сеизмичката активност на која што е изложена целата оваа територија. И сега велиме ние дека сме во црвена зона затоа што имаме голем број на земјотреси, имаме високо изразена сеизмичка активност. И за тоа сме всушност во таа црвена зона каде што се континуирано нели изложени на силите на напрегание од оние микротектонски плочи, кои што всушност на некој начин се и директни причинители за создавањето на земјотресите на нашата територија, односно активирање на различни раседни дислокации. Да, и ако зборуваме за тектонските плочи и микроплочи, кои се оние кои што најмногу влијаат на нашиот регион, ако зборуваме за Егејската плоча и движењето на Африканската плоча, тоа што ние малку се информиравме при подготовките на разговорот. Па добро, сега ако гледаме на далечна слика, нашата територија на некој начин е изложена првен на дејството на големите тектонски плочи. Значи станува збор за влијанието на евразиската тектонска плоча, афричката и арапската. Меѓутоа јас би погледнала малце поблиску од каде потекнува всушност сеизмичноста на нашата територија. Сеизмичноста всушност потекнува од дејството, значи од онаа интеракција помеѓу малите
тектонски плочи. Тука ќе ја споменам на исток јадранската микроплоча, доле на југ е егејската микроплоча, која што нивна интеракција всушност овозможува продолжување или пак сплет на различни тектонски напрегања и изложување на нашата територија на овие тектонски напрегања кои што всушност овозможуваат активирање на растените дислокации кои што ги произведуваат овие земјотреси. Значи тоа се во глобала во суштина директните на некој начин причинители за настанувањето на земјотресите. Да, Драгана, ние во неколку наврати во некои ваши претходни гостувања сме потенцирале дека не треба секогаш да се дава толков многу голем акцент, да речам, на земјотресите од аспект на тоа дека не треба да се шири паника помеѓу луѓето, но оваа информација е нешто што простори низ медиумите и нели голем дел од луѓето си ја доживуваат така како што ја доживуваат. Кој е вашиот став и вашето размислување во поглед на сето ова? Ова е една појава која што е, да речам, нели нормална, се случува, не може да се избегне, но како ете да направиме некој баланс во поглед на восприемањето на информациите? Нашата територија била изложена и во минатото на земјотреси, што значи дека ако имало земјотреси, повторно ќе има земјотреси, ние треба да живееме со тоа дека може да ни се случи. Ќе ни се случуваат земјотреси, меѓутоа треба да ги направиме нашите градби за да можат да ги издржат дејствата на сизмичките дејства од овие земјотреси. Со тоа што луѓето би биле нели посигурни, сигурно при земјотрес со магнитуда од 7 според Рихтеровата скала, сигурно дека ќе има оштетување, меѓутоа работата е да објектот не колабира за да се заштитат човечки животи. А се знае дека после 63-та година со применување на асизмичкиот дизајн и такво градење се намалува ризикот за загуба на човечки животи. Да, ние имавме еден таков далеко од тоа, сега да кажам малку посилен земјотрес од овие во последниве години. 2016 беше нели земјотресот за кој што повторно бевте актуелни и се зборуваше за тоа како и на кој начин нели се намалуваше паниката кај граѓаните, што беше сосема нели нормална и очекувана, но ако зборуваме за историјата, за земјотресите кои што се случувале во Македонија и за тоа што може да се научи од нив, нели подобро е да имаме едукативен пристап и кон младите, но и генерално кон јавноста, кон граѓаните и пред да се случи нешто, односно важноста на едукацијата и информацијата. И за тоа се разбира тука е Сеизмолошката обсерваторија која и професорите како вас, кои што треба да ги реализираат и едукативни предавања се со цел да вистински ја сватиме таа природна појава, но истовремено и да знаеме како и на кој начин или тие подготовки или таа реакција која несвесно ја правиме. Треба да биде свесна. Да, треба да биде свесна се до тоа. Значи, Сеизмолошката обсерваторија во својата дејност има уште една дејност, покрај многуте дејности што ги има, тоа е едукација на млади. Се со цел да се запознаат децата, младите луѓе, па и возрастните, значи слободно може да не посетат со земјотресот како природна појава. Таа едукација е во насока на едукативни предавања и интерактивни работилници, каде што децата низ игра, претежно децата од основното образование, низ игра се запознаваат со земјотресот како природна појава. Доста интересно е кога станува збор за овие едукативни предавања и интерактивни работилници, што децата секогаш имаат голем број на прашања. Просто често пати сме дури многу изненадени од прашањата што ги поставуваат. Кој е најсилен земјотрес, па зошто се случуваат земјотресите, па каде да бегаме. Значи ние и преку тие едукативни предавања и работилници всушност учиме за мерките за заштита од земјотрес. Како да се заштитиме пред, за време и после настанувањето на земјотресот. Всушност што треба ние да превземеме кој ќе настане земјотресот и тука имаме најбитните работи во поглед на едукацијата на децата. Секогаш да останат смирени во ние секунди, први десетина секунди, да речам, кога има тресање, да нема паника, да нема плашење, да останат смирени ако се во училиште, па вежбаме под маса, како сето тоа низ игра, низ пракса континуирано, да им биде поедноставно во случај на земјотрес, да нели кога ќе настане земјотресот, пошто секогаш има паника, да децата веднаш и наставничката и нормално знаат сите како да реагираат во случај на земјотрес. Така да мислам дека за да се запознаеме со земјотресот како природна појава е најдобро преку овој начин.
а самата историја всушност на територијата на Македонија ни покажува дека овдека имало земјотреси и како што кажа колешката, таму каде што има пак има, а таму каде што нема не значи дека ќе нема. Значи тоа е некој правило во сеизмологија. Во правец на едукацијата ние организиравме и една представа очи во очи со земјотресот, каде што колешката играше главната улога. Децата беа многу актери дури беа многу задоволни од представата и помалите и повозрастните, бидејќи тоа беше една реална ситуација. Што се случува кога ќе се случи земјотрес, проследено со звук. Немаше тресење нормално, меѓутоа сликата беше жива, така да децата тоа многу добро го примија и го разбра што треба уствари да направат всушност кога ќе се случи земјотрес. Да, пренесено на детски начин, така како што можам да го разберам. Пренесено на детски начин, точно. Тоа секогаш треба и на таков начин да биде пренесено за децата, за поентата да се разбере. Инаку овие активности на едукативни активности на Сеизмолошката обсерваторија се објавени на нашата веб страна, така да наставниците од училиштата, основните и средните, можат да погледнат и секогаш се добро дојдени во обсерваторијата. Кога смекав ја да прашам за која возраст се наменети и кога е можеби најдобро време да почне да им се објаснува на децата. Значи, ова е една елементарна непогода што се случува и како рековте, ако се случило еднаш, има секако шанси да се случи повторно, но треба да бидеме спремни. Сега никогаш не сме доволно спремни, ама на децата веројатно има некоја возраст кога може да ги восприемат на правилен начин тие информации. Да, знаете како, имаме ние предавања различни за различна возраст, значи имаме и за предшколска, за многу мали деца, имаме за предавања од 1 до 3-то, 4-то делење, од 5 до 7, од 8 и 9 се заедно, значи така некако ги класифицираме. И веќе кога ќе дојдеме средно образование, од прва и втора година има едно предавање, трети и четврти има друго предавање, или пак во зависност нели од групата ги комбинираме предавањата. Некојаш имаме работилници и предавања, некојаш само работилници, така да самите тие предавања се поделени во групи, така да може било кој без разлика дали е од 1 до 9 или е средно може да се јават кај нас и во зависност од возраста ние нели ќе ги наслучиме нашите предавања на таа возраст. И главната цел на овие предавања, значи да ги запознаеме децата за појавата земјотрес и да го разбудиме нивниот интерес да студираат сеизмологија, односно геофизика, бидејќи на Македонија и требаат такви кадри. Да, и тоа е едно главно или важно прашање, ако зборуваме за токму тие кадри или неколку личности кои што можеме да ги наброиме, од кои што секогаш ги бараме соодветните одговори или ги реализираме или ваквите разговори преку медиумите, за тоа како и на кој начин може да се реализираат нели ваквите едукативни предавања па и представи, една иницијатива на училиштата, секој е само иницијативно или би требало само иницијативно, доаѓа или се познаваме со наставничките, ќе ни се јават, може ли да ги донесеме децата, слободно донесете ги децата. Сега учиме природни науки за елементарни непогоди, меѓу кои што се земјотресите, може ли да дојдеме едно предавање, да ги видиме инструментите и сега децата покрај тоа што се запознават со земјотресот како природна појава низ предавање, тие значи ја посетуваат Сеизмолошка обсерваторија во смисол ги посетуваме инструментите, ги гледаат инструментите со кои се регистрираат земјотресите, самата институција каде ние работиме, така да сето тоа е многу убаво направено за да им биде нив интересно. А оваа представа што ја споменавте, дали е активна се уште? Представата беше во Охрид, во Охрид бевме тогаш со училиште Христо Узунов, со наставничката Вера Зоровска, она додели деца од незините одделенија, па може да биде активна со тоа што децата ќе ги промениме децата, веќе тие порасна. Но сега другите деца ние остануваме. Доста интересно беше, морам да признам, значи навистина беше доста интересно. Имавме као час, сега да не откривам од представата делови, меѓутоа си беше тоа спонтано. Реална ситуација, сме во училиште, имаме земјотрес и како сега да се однесуваме, нормално некои деца почнуваат да бегат, па ја застанувам, па после тоа директно се уклучуваме во Сеизмолошка обсерваторија со линк. Стварно беше многу убаво, навистина на реална ситуација. Одлична идеја и нешто што конечно треба да се случува, особено ако зборуваме за таквата едукација на млади луѓе, односно уште од детската возраст да знаат што точно да представува земјотресот, но и како и на кој начин тоа се случува кога се главната поента е да се демистифицира појавата земјотрес. А со тоа и стравот да се намали. Така и бидејќи стравот во никој случај не ни прави ни од корис, не ни прави услуга, така и особено кога станува збор за земјотресот. Кога зборуваме за овој
тренд на зголемена сизмичка активност, ако зборуваме повторно и глобално. Многу пати ќе прочитаме или ќе најдеме информација дека во последниве години има поголема или зголемена сизмичка активност. Дали е тоа така или се можеби и инструментите со самата технологија, инструментите почувствителни па повеќе ги се забележуваат? Јас Ајде ви Слободно идете. Да, ќе се надопълнувам. Не би можеле да кажеме дека има зголемена сеизмичка активност. Секогаш имало силни земјотреси, ја споменавте Јапонија. Да. Јапонија од прилика има бар еднаш месечно земјотрес со магнитуда од 6, како скопскиот земјотрес, да кажеме. И тоа е нормално за тој дел од светот, за таа интеракција промеѓу Тихоокеанската плоча и Евразиската плоча. Нормална е сеизмичката активност, значи нема ништо специјално зголемено. Меѓутоа, како науката оди напред, така и инструментите се поосетливи на движењата на тлото. Мрежите се многу погусти, односно можеби на десетина километри или помалку ако е мрежа наменета за некое локално истражување. И тие регистрира дури земјотреси со негативна магнитуда или магнитуда многу блиску до нулата. Нешто што човекот не го чувствува, значи некаде помалку од 2 веќе човекот не чувствува таков земјотрес со таква магнитуда. А тоа го регистрираат инструментите и бројот на регистрирани земјотреси е многу поголем сега за разлика од 57-8 од кога почна да работи сизмолошката обсерваторија. Со една сизмолошка станица. Јас само би надополнила во поглед на инструментите, сизмичката активност е иста, иста. Секако таа е поинтензивна, затоа што имаме поинтензивни процеси во поглед на јадранската микроплоча. Меѓутоа, велиме зголемена сизмичка активност затоа што прагот на осетливоста во суштина на инструментите е сега зголемен. Така да кажете, ова активности од секогаш? Да, секогаш, меѓутоа сега ние многу ја регистрираме затоа што имаме еден огромен праг на осетливост, така да можеме да ги регистрираме и магнитудите со негативна вредност, затоа што сепак одредувањето на магнитудата е нели логаритамска вредност и затоа и со негативна вредност. Меѓутоа, таа сизмичка активност постоела и порано. Сега е поинтензивна, затоа што прагот, како што спомнав, на инструментите е поголем, значи веќе имаме широк диапазон на магнитудни интервали. Во каталогот наш на земјотреси имаме огромен број на земјотреси со послаби магнитуди. И од таму потекнува она идеја дека да, навистина имаме зголемена сизмичка активност, меѓутоа сето тоа се сведува всушност на прагот на осетливоста на инструментите. Да, кога ги зборуваме инструментите и новитетите, веројатно во секоја сфера сите инструменти или се напредува, светот генерално оди напред и се почесто зборуваме за вештачка интелигенција. Дали во вашиот сегмент има можност таа некако да потпомогне, па дури можеби и да ги предвиди некако работите, иако за земјотрес секогаш велиме дека тоа е најнепредвидливото нешто? Да ги предвиди. Секако земјотресите, како што многу пати сме кажале, не можат да се предвидат во смисла на точно место и време. Меѓутоа може да се одреди веројатност за да се случи земјотрес со одредена јачина на одредено подрачје со одредена магнитуда. Како што за Скопје е 500 години повратен период за земјотрес со магнитуда 6, односно интензитет 9. Според Европската макросеизмичка скала. Тоа е период од 500 години, што не значи дека ќе се случи на средината на периодот или на почетокот или на крајот, меѓутоа во тој временски прозорец може да се очекува таков земјотрес. Да, тоа се историски податоци кои што некако нели ги прават понатамошните, ако може да кажеме, предвидувања, иако како што рековме, и тоа така не може да се процени, односно да се предвиди, или она проценка на ризик која што се дава. Зошто се важни овие европски мапи кои што ги имаме? Што тоа би требало да значи и за вас, и за граѓаните, поточно и за целата наша држава? Што е тоа кое што самата мапа би била предност или би била добродојдена во смисла на, ете, ако зборуваме под некаква подготовка или да го имаме како информација? Зошто, например? Што би можеле да направиме? За да се направат тие карти, основно е сеизмолошките
Едно од основните работи се сеизмолошките податоци. Значи, вие за одредена територија требате да имате автохтони податоци за земјотресите од тоа подрачје и врз база на геологија и други елементи се изработуваат овие карти. Зашто се битни картите? За првенствено за урбанистичкото планирање и примена и при проектирањето примена на правилата и прописите од кои што важат по тој период. Може да позборуваме малку и за функционирањето на сеизмолошката обсерваторија, на вашата секојдневна работа, на тоа како и се низ годините како и се движи и самите и податоци, и инструменти, и начин на работа, напредокот во тоа, а се разбира и напредокот на работата на сеизмолошката обсерваторија. Во чекор со она кој што го видиме. Да, со модерната време, со таа вештачка интелигенција. Сеизмолошката обсерваторија постои од 1957 година. Во моментот во институцијата работиме тројца сеизмолози, јас, Драган и колешката Јасмина Најдовска и тројца млади истражувачи. Моника, Ивана и Љупчо, ајде да ги споменам колеги. Да ги поздравиме колегите, електроинженер и чувар. Значи тоа е целата екипа на сеизмолошката обсерваторија. Во поглед на дејноста која што има нашата институција, значи ние располагаме со податоци за земјотресите и историски, значи оние пред 1900 година и современи. Во поглед на предвидувањето на земјотресите, затоа што тоа е едно од најчистите прашања со кои што ние секогаш сме не прашува дали може да се предвидат земјотресите, не може да се предвидат со точна дата и време. И меѓутоа, оно што ние го работиме, значи врз основа на тој огромен каталог со кој што ние располагаме на историски и современи земјотреси, се правиме всушност на статистичка обработка на тие податоци, за да можеме да ги добиеме оние периоди на повторување на земјотресите, така да знаеме за одредени делови на Македонија кога имаме период на повторување на земјотрес со магнитуда 5, кога имаме период на земјотрес со повторување магнитуда 6, меѓутоа секогаш треба да се земат во предвид и околните влијанија, така да оние периоди што се одредуваат од околу 100 или 500 години со тек на време секој се намалуваат. Така да тие како поминува времето се повеќе и повеќе, така да овие карти континуирано се што исфрла и сеизмолошката обсерваторија како податоци, цело време треба тоа да се реобновува затоа што секогаш имаме нови инпут, значи нови влезни податоци. Тоа е значи во поглед на она со што сеизмолошката обсерваторија располага. Во поглед на сеизмолошките станици, во моментот имаме низ нашата територија 13 сеизмолошки станици, бидејќи сме нели дел тука од еден проект, како речеме една иницијатива, Адрија Рей. Тоа се доволно? Тоа е многу болна точка, морам да ви кажам, во поглед на сеизмолошките станици, па да речеме сега во моментот се доволно, меѓутоа за кратко веќе проектот продолжува, иницијативата, значи завршува, луѓето ги земаат сеизмолошките станици и ние остануваме на нашите сеизмолошки станици. А нашите колку се? Колку се драга на нашите сеизмолошки станици? Во соработка со Министерството за образование очекуваме дека на почетокот на следната година ќе набавиме нови инструменти за сеизмолошките станици и ќе бидат доволно, значи минимумот ќе биде постигнат, меѓутоа ние понатаму правиме заложби со Министерството да ја одржиме оваа бројка бар од десетина сеизмолошки станици, како една споредба, например Бугарија, Албанија, за Грција веќе да не зборувам, за Италија воопшто, бидејќи има илјадници сеизмолошки станици. Државата вложува во значи прво основните податоци за да може да ги се изработат тие карти на хазард и ризик. Ако ги немате вие податоците, значи можете да правите веројатностни модели, меѓутоа не е исто со реални податоци. Да, затоа што гледам и од самата мапа, голем дел од Италија исто така е во црвена зона. Луѓето си ја сватиле проценката, односно проценката на ризик или предвидувањата, а од тука и важноста на мерењето и функционирањето на... Да, па тоа е сеизмички како да кажам, сеизмички ризик, да. Бум настана после Лаквила 2013-14, како се случи тоа, знаете, со ние познати апсење на одредени сеизмолози и така. Меѓутоа, тоа им беше една лекција, така да после експанзија доживеа ширењето на сеизмолошките мрежи и истражувањата во Италија. Истото и во Албанија, со случувањето на земјотресот во Драч. Во Драч, 2019, истото и во Хрватска, во Петриња земјотресот.
Ние Не вака, знаеме дали да посакаме земјотрес. Да, ние секогаш Да не велиме учиме да, само од тоа, може и пред. да, секогаш велиме не сакаме земјотресот да биде првен ревизија на тоа што ние сме го изградили. Пошто тоа е исто така една Најобјективниот болно- ревизор да, е земјотресот во сушност. Да, Сакаме затоа што да го имаме пречекаме спремни. Да. Спремни во поглед на едукација. Значи, земјотресот е природна појава, страшна појава, сите се плашиме и ние се плашиме и погрето што ги сакаме нели земјотресите, се плашиме од земјотресот, значи да бидеме спремни, децата да не бидат спремни, да знаеме како да се однесуваме. Она што го градиме исто така треба да биде добро квалитетно изградено, да бидат асизмички градби, значи градба која што на некој начин ќе може да одолее на влијанието на дејството на земјотресот или пак се во насока да спасиме повеќе човечки животи. Значи тоа е идејата на сеизмичките градби, да се спаси поголем број на човечки животи. Во поглед на оној сеизмички ризик што континуирано се споменува, во сеизмологијата под поимот сеизмички ризик всушност ние подразбираме еден систематски процес врз основа на кој што ние одредуваме веројатност на случување на земјотрес со некоја одредена магнитуда и потенцијалните ризици кои што може земјотресот да ги предизвика на населението, инфраструктурата и воопшто на економијата. Односно тамо потоа доаѓаат и наредните истражувања, значи одредување на активни расени дислокации, па не за максимално очекувана магнитуда, дали каков тип на расади, сето тоа се користи за да може да се нацртат или да се формираат овие сеизмички карти на ризик. Катерина, пред малку го споменавте тимот. Да, тимот ни е малку сте. малце. И едно сме, машко е. Едно машка, да, Љупчева Ванов, Во секој случај од повеќе аспекти сте дефицитарни. На што сметате дека се должи таа дефицитарност? Како затоа што ги споменавте вие и овие работилници, меѓутоа јас не замивана, но во наше време ние не сме оделе од училиште на нешто вакво. И тоа е веројатно некој момент едукативен кој што навистина недостига и добро е што овие нови генерации може на некој начин да ги уживаат овие предавања, се со цел да се запознаат, но вие велите оттаму веројатно и понатака малку повеќе интересот за што тоа ни се случува и може се истражува. Да, на што сметате дека се должи дефицитарноста на вашата професија генерално? Па, ние сме дел од Институтот за физика. Значи, тоа е на Природно-математички факултет. Децата треба да се запишат прво на Институтот за физика. Насоката геофизика е дел. Насоката геофизика е дел, од Институтот за физика. Значи, треба прво да се запишат на физика, па после веќе во трета година да се одвојат на геофизика. Ние се трудиме искрено да во медиумите да ја промовираме на некој начин нашата наука. Меѓутоа некако тешко оди, дали интересот на децата е се помал и помал, па затоа се свртивме на кај овие едукативни предавања, интерактивни работилници. Од една страна им да научат за земјотресот како природна појава, им да се потрудиме да некако ги буцнеме да се развие она чувство за понекогаш и тоа е потребно. Да, и сметаме дека тоа од мали нозе, да речеме јас за себе знам кога прв пат дојдов во сеизмолошка обсерваторија, кога влегов, тоа беше трета година на факултет, јас реков јас сакам тука да работам. Тоа беше тој момент кога тоа беше тој момент кога видов целата таа атмосфера, па кога ќе имаше земјотрес, кога ќе се активира алармите, по оној наплив на адреналин што можеш да го почувствуваш само во сеизмолошка обсерваторија, значи треба да работиш. Најнормалниот ден се уклучуваат алармите, сега ние сите порано трчавме надале па гледавме иглата како сега веќе помодерно, го гледаме сите тоа на екран, на компјутер, меѓутоа порано беше тоа за мене фасцинантно. Може би ете така доаѓањето во сеизмолошка обсерваторија, па они предизвикуваат земјотрес, па се активираат алармите. Не знаат што е сеизмолошка обсерваторија, тоа е факт. Не може да засакаат нешто непознато. Да, треба почесто да доаѓаат и многу интересно кога ќе дојдат и кога ќе се случи земјотрес. И тогаш се активираат алармите, затоа што во друга варијанта они сами го предизвикуваат земјотресот. Тоа сакам да прашам, скокаат во близина на инструментот и инструментот се активира и почнуваат алармите и тука се сите се во паника што се случува и ние велиме тоа е земјотрес, значи имаме ајде сега горе да го видиме. Се надевам дека со тек на време, еве ние сега почнавме веќе година дена, тоа се мали деца повеќе доаѓаат од основно, морам да кажам. Средно доаѓаат, ама не толку често. Може тата одиме во средното училиште, бидејќи кај вас токму тоа бил клучниот момент за одредување. Да, јас ете така, кога прв пат влегов, барем за себе, знам дека и потоа ме повика, дали сакаш тука да работиш и не така. треба, луѓе. Јас исто така кога дипломирав на Институтот за физика, отидов во ИЗИС и реков јас сакам да бидам сеизмолог и потоа се запишав на
постдипломски студии во Загреб, бидејќи немаше во Скопје, да. така станав се измолок. Да. И за наша среќа ете можност да зборуваме со вистински успешни професори, професорки и професионалци во таа област, се со целите некако да го доближиме и тоа како тема, но и да го зголемиме интересот нели како она кое што е тековна работа на Сеизмолошката обсерваторија, но и она кое што треба да го знаат младите. Имаме уште малку време, повелете Драган. Исклучиво е интересно да се дознае што се случува во земјата во случај на земјотрес, како се придвижил одреден блок, на која страна се придвижил, па да се пресмета потоа со која брзина се придвижил, зошто сето тоа се случило баш така, а не е другачие. Еве пример сега беше Санторини пред половина година. Значи да се истражи дали се тектонски, дали се вулкански, од каде дошло, дали ќе се активира вулкан, значи сето тоа е многу интересно да се истражува. Тоа значи дека секој земјотрес во светот за вас е предизвик во работата, затоа што кај нас за среќа не се случува толку често. Па веројатно ете такви некои поголеми за вас е можеби момент дополнително да истражувате што го предизвикало. Единствен начин за да се одредат тие работи е преку сеизмичкиот запис, значи преку сеизмограмот. Сеизмичкиот бран кој ќе помине низ слоевите во земјата, доаѓајќи до сеизмолошката станица каде што се регистрира, фактички ја носи информацијата за тоа што има на својот пат. Многу пати и решавајќи инверзната задача, инверзната задача ние дознаваме што уствари има таму. Тие се рентгенски зраци буквално за внатрешноста на земјата. Како што е рентгенот за човековото тело, тоа е за земјата. Земјотресните бранови, рентгенски зраци на некој начин за внатрешноста на земјата. Ние се дознаваме преку нив за внатрешноста на земјата. Со тој бранов запис. Многу интересно, ова го задржува и нашето внимание, можам да замислам и на децата или па и на младите кои што сакаат да ги слушнат и сега кога ќе се повторно ќе се навратиме на некои поголеми земјотреси како во светот, па еве и делумно и кај нас, некако ги поврзуваме со повторно уште една природна појава или природна непогода, како ќе кажеме, поплавите, кои што некако им претходат на земјотресите. Дали е тоа секогаш така блиско поврзано или не? Многу често прашање, значи поплавата не може да биде да предизвика земјотрес. Меѓутоа, може да потпомогне во процесот на подготовката за да се случи земјотрес. Ако земјотресот треба да се случи, значи трае процесот на подготовка на земјотресот, со поплавата, бидејќи водата не навлегува подлабоко според истражувањето од 200-300 метри во длабочината, еве да кажем и до 1 километар, меѓутоа жариштата на земјотресите во Македонија се во рамките на земјината кора, углавном средно околу 15 километри, земјината кора е 30 на 33 километри со таа длабочина. И, значи, оние 200 метри или километар до каде што навлегува водата не може битно да, скоро никако да повлие на жариштето на земјотресот кој што се наоѓа на 15 километри. Меѓутоа, може да потпомогне порано да се случи земјотресот со тоа што водата навлегувајќи во микропукутините да го забрза процесот во смисла на да го олабави триењето да го намали и полесно блоковите да лизнат еден во однос на друг и да се случи земјотресот. Да, затоа може би се поврзува. Во таа смисла, да. Да. И тоа е добро да го знаеме или да го потенцираме, верувам како што рековте често прашање. И сега уште нешто кон самиот крај како сеизмолози. Кој дел од светот е најголем предизвик, така, особено во делови од светот каде што имаме земјотреси со големи магнитуди, рековме Јапонија, ако не се лажам, во Индонезија неодамна исто така имаше некој силен земјотрес, таму исто почесто ги има. Кој дел ви е така најголем предизвик кога се случуваат така поголеми земјотреси во однос на истражувањата кои што ги прават таму, податоците кои што пристигнуваат и она со кои што вие располагате? За мене нашата територија, Балканот. Да, дефинитивно е Балканот, затоа што тоа што сега во моментот се случува, нашата територија навистина е изложена на едни големи напрегања од оние микроплочи што ги спомнавме, така да сите мои истражувања всушност се во насока на нашата територија
на тој промена на оној тектонски режим, а да, интересни се и останатите делови, поготово делото западниот дел на Турција, каде што има на вистина силни земјотреси, земјотреси со огромни магнитуди, земјотреси кои што на некој начин будат чувство на огромна љубопитност. 7,8 Нека и секој. 7,3 7,8 и 7,3, тоа се два земјотреси во исти ден да се случат на расет кој што не може да поддржа толкова количество на енергија, на вистина е мистерија. И сите истражувања во таа насока, тоа исто како кај нас кога беше Мавровскиот расет, тој е расет кој што не е многу голем, меѓутоа во еден ден дава земјотреси. Локален расет. Локален расет од локално значење, за еден ден дава два земјотреси со магнитуда 5. Тоа е вака навистина едно За вас мистично мистично чувство што на вистина се случува и после тоа откако ќе помине целата таа гужва, ќе речем, околу земјотресот, тогаш почнува нашата работа да ние докажеме главните истражувања, главните истражувања, што се случило, зашто се случило, кој блок се поместил, пошто имаме блоковска распределба на нашата територија, колку се поместил, на каде сега оди, во која насока на прегањето, што да очекуваме сега во таа насока, дали имаме активни раседи, дали се активирал некој расет, дали некој заспан расет како што беше Охрид, заспан расет се активираше 2017 година. Па имавме заспан колку време нема никаква активност? Да, тоа е расет кој што земјотреси, немало регистрирани земјотреси. Па тоа е расет кој што датира од пред неотектоника, значи од пред 26 милиони години. Неговата активност била тогаш во период од неотектоника, неотектонскиот период од 24 до 26 милиони години, тој бил заспан. Затоа велам јас во моментот нашата територија е изложена на силни напрегања, каде што имаме и една така наречена под името јужна екстензија или нешто како да не влече на кај југ-југоисток, целата наша територија. И всушност тоа допринесува да се активираат голем број на раседи кои што и биле заспани. Или па да се оформат нови раседи, а сето тоа се возможува преку тие роеви за земјотреси што ние ги имавме во 2017 година, слично како што беше во Санторини. Само што ние имавме со помали магнитуди, а Санторини веќе има со поинтензивни, поголеми магнитуди. Сте имале ли можност да се најдете во некоја друга земја за време на никаков земјотрес? Прашањето ми е дали можеме да споредиме како таму функционира системот, државата, како се луѓето, колку се свесни за тоа како треба нели да се однесуваат, подготвеноста. Да. За жал или за среќа не. Освен на конференции кога одиме на собири, за да може да дискутираме тогаш за таква Мојот ми ние докаде сме? 2016 во октомври се случи тој вториот земјотрес во Италија, каде што се активира паралелниот расет на Лаквила и ние бевме во Дубровник. Се почувствува, по некој го почувствува земјотресот и одма италијанските колеги реагира, нели, што се случува таму. Тоа беше попладнето, некаде околу 6-7 сатот навечер. Веќе се бајле во 9 часот, кога ни почна предавањата, да кажем, од работилницата. Прв настапи колегата од Италија со комплетен извештај што се случило, колку земјотреси, како, кој расет, механизам, жариште, значи се беше... Информациите ги имаше. Да, истото и ние, значи да не бидеме погрешно разберени. Исто кога имаме ние земјотрес, значи истото го работиме, исто механизам, расет кој се активирал, колку, значи... Но толку брзо може ги имаме и ние информациите како? Апсолутно да. Значи седнуваме, поделени сме во тимови. Системот функционира. Да, системот функционира и покрај тоа што сме 6 души, функционираме во тимови. Еден работат анализа на земјотрес, други двајца работат макроподатоци, другите останатите двајца работат механизам на земјотрес. И за релативно краток период се исфрлуваат сите податоци. Тоа што може да го дознае јавноста е само магнитуда и интензитет, меѓутоа останатите податоци остануваат нели за нашите истражувања. Драгана, нешто сакавте да? Кога ќе се случи земјотрес, тоа сакав да го кажам дека ја сеизмолошката обсерваторија апсолутно е подготвена исто како и нашите колеги од останатите сеизмолошки центри. И уште едно прашање во поглед на тимот. Вие рековте се школувале во Загреб, но сега веќе има можност и тука да го добијат знаењето оние кои што ќе имаат или ќе пројават некаков интерес. Прашањето ми е дали сме на исто нивоите со наместо да се оди да се школува некаде на Балканот или можеби во некоја друга европска земја, дали знаењето кое што тука се нуди е сосема доволно соодветно и кај нас, за кај нас? Па слично е.
Слично е. Значи тоа јас што го учев во Загреб, дел од предметите ние сега ги предаваме овдека на постдипломските студии. Од истите книги, бидејќи тоа е литературата. Да, тоа е литература. Основната литература е таа. И уште едно прашање, само да не останеме покуси во тој дел, што исто така ги интересира, верувам, гледачите и секогаш кога ќе се случи земјотрес, тие, како ги велите вие, постручно последователни потреси, автершокови. Да, како тоа се случува и зошто секогаш има автершокови и на колку временски период, односно како тоа се предвидува и колку би можеле да бидат кога се даваат одредени прогнози, но и колкави би можеле да бидат. Односно со која магнитуда е? Јас или ви? Значи, должината, времетраењето на автершоковата активност, односно сеизмичка активност која го следи главниот земјотрес, може да биде различна во зависност од жариштето кое што се активирало. Таков пример е, да кажеме, 2009 година во Ландо за месец и нешто имаше околу 1500 земјотреси, 5,2 магнитуда беше 2009 во мај, 24 мај, а 8-9 септември беше во Дебар, исто 5,2, па заврши за неколку дена серијата со 20-30 на земјотреси кои што ги имавме. Така да зависи од жариштето. И така нема предвидување, сакам да кажам, за тоа. Иако на вистина интересна тема, која што е на еден поинаков начин и ја реализиравме, со оглед на тоа што сакаме да се едуцираме и да се информираме, а обично ваквите разговори, не дај Боже, но секогаш некако следуваат доколку се случи, па што сега не очекува и така натака, но вака само иницијативно, како што се само иницијативно и едукативните работилници и предавања, да позборуваме и едноставно да се запознаеме, како велите, очи во очи со земјотресот, како да се намали тој страв и да бидеме подготвени, но сепак смирени. И навистина секој чести поздрав за она кое што се случува за најмладите. Ако не гледаат ете иницијатива на самите училишта, учителки и оделенија да може да ве контактираат и и професорки, да ве контактираат и да се разбира, се дружите на еден таков начин преку едукација и уживање. А со нас во некоја следна прилика верувам повторно со вакво исто расположение, но и подготвеност за нашите гледачи во однос на информациите.